Благодарам. Почитувани колеги пратеници, некојаш кога се зборува за колега кои заедно сме биле и во еден претходен состав на парламентот, е добро, меѓутоа некојаш може да биде, нели викаме, и лошо. Не лошо, туку дали вистината за оно што го говориме е точна или не е точна. Ние ги познаваме нашите колеги, се познаваме со нив и често пати даваме подршка за тие колеги кои биле од нас. Да не испадне сега кон јавноста дека ние самите се бираме, самите се кажуваме, меѓутоа се работи за еден наш колега кој беше во претходниот состав и сметам дека тој на некој начин даде прилог во работата на собранието и верувам дека ќе даде свој прилог и во работата на оваа агенција. Така да и јас ја давам мојата подршка за неговиот избор. Меѓутоа би сакал да напоменам да го искористам моментот на една друга работа. А тоа е како и што значи, како функционира всушност законот. Сакам да споделам дел од извадоци од закон за заштита на лични податоци и како се прави изборот на директор на дирекцијата за заштита на лични податоци и на неговиот заменик, бидејќи мислам дека ќе биде после како втор дел од точката. Е утврден во членот 37 од Законот за заштита на лични податоци. Во ставовите 1 и 2 на овој член е утврдено дека заради вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработување на лични податоци и нивна заштита на територијата на Република Македонија се основа Дирекција за заштита на личните податоци како самостоен и независен државен орган со својство на правно лице. Со дирекцијата раководи директор кој го избере и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашање на изборите и именувањето. Во ставот 4 е утврдено дека директорот на дирекцијата се избира за време од 5 години со право на повторно да биде избран, но не повеќе од 2 пати. Ставот 5 од овој член на законот утврдено дека директорот на дирекцијата има заменик кој го избира и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата на прашањата на избори и именувања за време од 5 години, а ставот 6 на овој член утврдува објавување на оглас за неговиот избор. Имаше избор, Комисијата за избори и именување направи, во тој дел се опфатени 2 лица од 8 кандидати, еден од тие е Имер Алију, дипломиран правник од село Слатина Тетово, а за заменик директор се предлага да биде избран Игор Кузиски, мислам дека е од постоечката дирекција, веќе вработен таму. Во однос на ова би сакал да кажам, реков, бидејќи кога зборуваме за личности, често пати треба да се фокусираме дали тој човек може да одговори на нова работа. Реков, ќе бидеме пристрасни, ние сме колеги, сме биле колеги, дали треба или не треба да биде. Хендикепот или предноста е тоа што ние знаеме за кој човек се работи, меѓутоа би сакал уште еднаш да упатам и порака кон јавноста, не дека ние пратениците се бираме сега меѓу себе си. Се погодило во еден момент, тој не е пратеник, аплицирал, си го добил своето право од Комисијата за избори и именување, еве сега поминува и на пленарна седница. Меѓутоа тоа што сакам со вас денес да поразговарам, што всушност и што е многу важно, а тоа е која е улогата на Дирекцијата за заштита на лични податоци и што всушност прави за граѓаните на Република Македонија. Тоа е многу важен дел и мислам дека многу малку граѓаните знаат што треба и кои лични податоци треба да ги дават и која е улогата на ова дирекција за заштита на лични податоци. Еве сега јас хронолошки врз основа и на законот кој го имам, ќе се потрудам да и објаснам на граѓаните за да знаат за видно време, па со можност еве и кај предложените кандидати се надеваме дали дека ќе бидат избрани, ќе одлучи мнозинството, за да можат тие кандидати понатаму да можат да одговорат на барањата на граѓаните. Се вели вака: лични податоци се обработуваат првично во согласно со закон. Собират за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласно со тие цели. Натамошната обработка на податоците за цели на историски, научни и статистички истражувања нема да се смета дека не е во согласно со правичните цели за собирање на податоците, доколку се преземени соодветни заштитни мерки во согласно со закон. Соодветни, релевантни и непреобемни во однос на целите заради кои се собират и обработуваат, точни,
целосни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе се преземат сите соодветни мерки за бришење или коригирање на податоците, што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле собрани или обработени и чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на лични податци не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за понатамошна обработка. По истокот на рокот за чување, личните податци може да се обработуваат само за историски, научни или статистички цели. Кога личните податци се употребуваат за целите од ставот 2 на овој член, мора да се почитува правото на заштита на приватноста, личниот и семејниот живот на субјектот на личните податци од нивна неовластена употреба и во најкраток можен рок податоците да се направат анонимни. За квалитетот на личните податци согласно составот 1 на овој член е одговорен контролорот. Обработката на личните податоци може да се врши по претходна добиена согласност на субјектот на лични податоци. За извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна или на барање на субјектот на лични податоци пред негово пристапување кон договор, за исполнување на законската обврска на контролорот, за заштита на животот или суштинските интереси на субјектот на личните податоци, за извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на контролорот или на трето лице на кое му се откриени податоците, или за исполнување на легитимните интереси на контролорот, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични податци не превладуваат на таквите интереси. Контролот го докажува постоењето на согласно субјектот на лични податци од став 1 алинеја 1 на овој член. Обработката на личните податци што се однесува на кривични дела, изречени казни, алтернативни мерки и мерки на безбедност за извршени кривични дела може да се врши по согласност со закон. Почитувани, би сакал да напомена, многу е важно за граѓаните на Република Македонија да знаат, пак би повторил уште еднаш, дека по истокот на рокот за чување на личните податци може да се обработуваат само историски, научни или статистички цели. Кога личните податци се употребуваат за целите од ставот 2 на овој член, мора да се почитува правото на заштита на приватност, личниот и семејниот живот на субјектот на личните податци од нивна неовластена употреба и најкраток можен рок податоците да се направат анонимни. Значи, што дава можност законот во овој дел? Имаме интересна ситуација кога сега имаме електронски медии, имаме Facebook можности, каде што буквално се оддават секакви податоци. И таму имаме секакви информации. Тоа е веќе информација од јавен карактер, зборувавме претходно за нешто друго. Меѓутоа често пати некој знае да ги злоупотреби, да даде информација во однос на она што не треба да биде. Така да граѓаните на Република Македонија треба да знаат каде и во што можат да го барат едноставно да се заштитат, за да можат да проверат. Бидејќи ова што го говориме денес е многу малку, за да сватат тие дека со закон се утврдени и за заштита на нивните личните податоци, и овој закон уредува заштита на личните податоци како основни слободи и права на физичките лица, а особено на правата на приватност во врска со обработка на личните податоци. Почитувани, јас во овој дел уште еднаш ќе кажам, многу е тешко да се говори за колега кој бил претходно и кој е кандидат за ова место. Меѓутоа, реков, некогаш е предност, некогаш е слабост, меѓутоа во овој случај, ние колку и да сакаме како опозиција, сепак мнозинството го дава својот глас, верувам дека тие ќе си го дадат своето мислење, исто така и ние нашето, меѓутоа верувам, јас и посакувам и му упатувам доколку биде избран, честно и одговорно да си ја работи својата работа, да ги штити граѓаните, бидејќи во едноденешно време на толкави можности луѓето, јас си упатувам апел кон граѓаните на Република Македонија да бидат внимателни со користењето на своите лични податци, меѓутоа затоа и државата направила закон врз основа на кој ќе ги штити и ќе ги чува од некакви било какви злоупотреби. Благодарам.